Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, името ни е големо, велеше Блаже Коневски. Ова е Македонија. Секој еден од вас, старо, младо, машко и женско. Македонија денеска кажа, соопшти, дека договорот не поминува. Имаме длабоко неуспешен референдум. Политиката на владата и Зоран Заев доживеа дебакал. А денес Македонија вистински победи. Бројот на граѓани кои не дадоа поддршка на овој срамен договор, односно бројот на граѓани кои абстинираа од гласање или пак гласаа против договорот, е драстично поголем од оние граѓани кои гласаа за договорот. Факт е дека договорот со Грција не доби зелено светло, доби стоп од народот. А народот на Република Македонија, кои се сопственици на оваа земја, покажа исклучителна демократска и патриотска свест. Граѓаните, оние кои гласаа против договорот и оние кои одбраа со абстиненција да кажат што мислат, ја испратија најгласната порака. Ова е Македонија. Благодарам. Овде живеат македонци. Нашиот идентитет е македонски. Нашиот јазик е македонски. Нашите предци се македонци. Такви ќе бидат и идните генерации, нашите поколенија. И затоа ви благодарам и ја имате мојата длабока почит. Нашиот народ е силен. Народот не го скрши ниту уцените, ниту бруталните закани, ниту јавувањата на директорите по институции, ниту правените списоци и малтретирања на граѓаните. Дека власта е разголена и тотално разобличена, со сета своја немоќ, покажуваат и оние очајни обиди, наводно во име на ВМРО ДПМНЕ, да се праќаат пораки до нашето членство, се со цел да излезат на гласање. Или работата на кол-центрите од власта, кои се јавуваа на граѓани во време на изборниот молк, за да излезат да гласаат. Почитувани со граѓани, ќе дојде време да одговараат за малтретирањата на народот, но и да се одговори како тоа приватните телефонски броеви на граѓаните се најдоа во раце на луѓе од штабот на власта и СДСМ. Ќе одговарате и за наполнетите кутии во Сарај, во Струга, во Бутел и на други места, каде се обидовте да ја фалсификувате волјата на народот. И ќе дојде часот, кога ќе треба да објасните зошто минатите избори имаше 45% излезеност, а сега фантастични 95%. Ќе одговарате и за тоа што локални шерифи на СДСМ, директори и градоначалници посетуваат домови на граѓани и на сила и под закани ги уценуваат да излезат и да гласаат, спротивно од нивната волја. И народот покажа дека не ви се плаши. ВМРО ДПМН останува со народот
и ќе ве победиме. Ќе ве победиме затоа што ова денес е пораз не само за договорот со Грција, туку и за криминалот на власта, за наместените тендери, за уништената економија, за немањето на проекти во здравството, во образованието, за бизнисите на Вице, за Ангјушев, за неостварените ветувања, за криминалците кои ги пуштивте на слобода, за одземениот спокој и сигурност. Народот е на нозе, а никој до сега не победил народ. Денес народот даде свој вредносен суд. Заев и неговата влада се делегитимирани. Новата општествена реалност говори дека политиките на Заев и владата падна и тоа е јасно на огромен дел граѓани на Македонија. А од денес тоа им е многу јасно и на Заев и неговите пајташи. И сега сакам една порака до оние невешти спинери на власта, до на корумпирана армадила платена со државни пари и лажните душегрижници за ВМРО-вските работи. 2 месеци ширевте невистини, 2 месеци книжевте нарачани анкети, колективна хипноза, сакајки да го манипулирате собствениот народ. Па велевте, те дека сум се договорил за нешто со Заев, те дека ќе го разочарам народот, те дека ВМРО ќе се распаднело, те дека после референдумот мене ќе ме сменеле, на клоци ќе ме изфрлеле од Белата палата, па после сум бил нечија марионета, сум бил нечија продолжена рака. Еве сега стојам овде и можеме да се погледнеме во очи. И тогаш и денес ви кажувам, Македонија ќе победи и ќе продолжи да победува. И ќе продолжи да победува. ВМРО, ДПМН бил, и ќе остане со народот, бидејќи организацијата е народот, а народот е организацијата. И народот ќе ве победи. Драги пријатели, имаме нова општествена реалност, каде народот, македонскиот народ, обичните граѓани албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, нека ми простат оние кои што не ги споменав, покажаа мудрост и не дозволија да бидат заведени. Ова е желбата на народот која ВМРО ДПМН ќе ја следи. Народот, освен на договорот, кажа не и за манипулациите на власта, со вистинските вредности на Европската Унија и НАТО алијансата, и обидот погано власта да ја злоупотреби оваа заедничка цел, некоректно и непотребно вметнувајќи го во референдумското прашање. Волјата и аспирациите за членство во Европската Унија и НАТО се наши стратешки приоритети. Тие се тука и постојат. Но сите треба да го почитуваме фактот дека народот има своји перцепции и приоритети, кои што им се посебно важни, како што е името на оваа држава и нивниот идентитет пренесен од колено на колено, од дедо на внук. Утре е нов ден.
1. октомври, а реалните проблеми остануваат за решавање. Власта го изгуби легитимитетот и единствено што преостанува е да ја почитува волјата на народот. Оваа порака од народот треба да ја почитува премиерот, владата, собранието, сите партии, секој еден пратеник без разлика на која политичка партија и припаѓа или коалиција. Бидејќи народот е најголем репрезент и најзначајниот фактор. Тоа што не успеа овој референдум, убедливо не успеа, е директна вина на Зоран Заев, владата и никој друг. Прво, затоа што склучи штетен и лош договор. Второ, ја лажеше меѓународната заедница, представувајќи лажна и разубавена слика дека овој договор ќе помине, а водејќи се од желбата да ја спаси својата кариера и ги прикрие криминалните афери. И трето, затоа што на сила, преку брутална манипулација и кршење на законите и уставот, се обиде овој договор да го помине кај граѓаните. Колку и да се обидува, да глуми Заев некаков си лажен триумфализам и да се удира во гради говорејќи за избори, смрштениот израз на лицето кажува дека потонале сите бродови, а богами и тендерите. Денес, речиси 1.200.000 граѓани, кои се јасно и недвосмислено за членство на државата во Европската унија и НАТО, кажаа дека се против промена на името. Тие луѓе повторно се за членство во овие организации. И тоа не може да го смени ниту Заев, ниту било кој друг политичар. Овие луѓе ја сакаат Европска Македонија, но се против договорот Заев-Ципрас и треба тоа да им е јасно. Денес 250.000 македонци излегува да гласаат. Излегува припадници од другите етнички заедници. Некои беа убедени во тоа што го кажуваа од власта. Други беа донесени во заблуда, а добар дел беа подложни на притисок, уцени и закани. Јас имам разбирање за сите нив. Потребно е да застане времето на поделби и Македонија да тргне напред. Поларизацијата меѓу народот е вештачка и е создадена од Заев. Тоа ќе престане, а народот мора да се сплоти. Почитувани граѓани на Република Македонија, Македонија денеска се изјасни против договорот. Битката до конечна победа продолжува. Да сте ми живи и здрави. Македонија вечна и Македонија ќе победи. Ви благодарам.